од строга правна гледна точка, одлуката на Висшиот управен суд не е нужно доказ за подкуп. Таа е симптом на ужасно државно управување. Договорна одговорност, кога Македонија првично ги додели овие 30 годишни концесии, таа склучи обврзувачки правен договор. Државните институции потоа не успеа да ја обработат документацијата на време, а подоцна ги раскинаа договорите врз основа на политички притисок, а не на строги законски прекрашувања. Заканата од банкрот. Министерството за економија отворено паничи поради меѓународната арбитража. Евромакс веќе имаше активирано известување за спорови според билатералниот инвестициски договор, доколку Евромакс ја однесе државата пред меѓународен трибунал, Македонија ќе се соочи со стотици милиони долари штета. Судовите може да тврдат дека го штителе државниот буџет од правната неспособност на сопствената извршна власт. Политичката реалност или критиката за корупција. Иако правна документација изгледа чисто на хартија, околината околу договорот е многу токсична, а независните истражувачи истакнаа длабоки неправилности. Врска помеѓу политичка партија и елитата. Јавното негодување се зголеми кога беше откриено дека 25% од акциите на Euromax Resources биле поврзани со компании поврзани со многу влијателни политички личности од оваа партија и локалните олигарси. За активистите ненадејното усогласување на судовите и министерствата не беше триумф на владеењето на правото, тоа беше резултат на координирано лобирање во заднина. За обиколување на еколошката демократија, законодавните измени од април 2026 година, усвоено од мнозинството на најголемата владеачка политичка партија, во суштина ги препишаа правилата на играта. Со брзото спроведување на стратешки рударски проекти и ограничување на надзорот на граѓанското општество, државата, Македонија, ефикасно го прилагоди законот за да одговара на потребите на инвеститорот, целосно заобиколувајќи ги локалните општини. Дали е корупција? Ако корупцијата ја дефинираме строго како готовина предадена на судија во плик, нема финансиска флорензика за да го докажеме тоа. Сепак, ако корупцијата ја дефинираме како регулаторно заробување, каде што државните институции, законите и судските процеси систематски се обликуваат, одложуваат, именуваат да се фаворизира моќен корпоративен ентитет пред експлицитната демократска волја на локалното население, тогаш да, овој случај ги има сите обележја на институционална корупција. Според сите истражувања. Трагедијата на случајот со рудникот во Струмица, што македонскиот судски систем действуваше како штит за корпоративните интереси, бидејќи извршната власт на државата беше премногу некомпетентна за законски да ги откаже договорите уште на самиот почеток. Со менување на правилата, пишување на контрадикторни закони и панично повлекување на дозволите, владата им даде на судовите совршено правно оправдување за да го обноват рудникот под маската на заштита на владење на правото. Она што се случува во Струмичката долина со рудникот Иловица штука е истото корпоративно државно сценарио што ги предизвика и протестите на Фламинго револуција. Ова не е корупција од стара школа, каде што политичар зема несмасно подкупување под маса. Ова е системско регулаторно заробување, целосно вооружување на извршната, законодавната и судската власт за да действуваат како унифициран правен штит за приватниот капитал против експлицитната волја на народот. Балканскиот приречник, како да се легализира грабежот. Стратегијата што ја пременуваат политичките елити низ целиот Балкан следи прецизна координирана методологија за заобиколување на демократијата. Заткулисен договор, политичките инсайдери или олигарсите тивко стекнуваат удел во масивен проект без разлика дали станува збор за канадски концесии за рударство во Македонија
или некои се луксузни недвижности во Албанија. Фабрикување на криза извршната власт намерно лошо управува со документацијата или издава неуредни, полусрдечни поништувања за превремено да го задоволи јавниот гнев, создавајќи лесна можност за корпорациите да се закануваат со меѓународни тужби.